Атентатот над Доналд Трамп не е никакво изненадување и претходно беше најавувано дека неговата победа може да биде спречена само ако биде убиен, сметаат познавачите. Универзитетскиот професор по безбедност Александар Нацев за Алфа вели дека во повеќе јавни излагања последниот период било најавувано дека може да дојде до вакво сценарио. Според него, Трамп за милиметри остана жив, но на политички план добил многу понеуспешниот атентат. Дури во некои емисии гостување во живо беше и понекогаш напоменато дека може да го спречат Доналд Трамп само ако го убијат, да не речеме дека тоа било некој вид на пророштво, но тие изјави доаѓаат од луѓе кои се длабоко влезени во американската внатрешна политика, кои што во прво лице ги осведочиле таа политичка поларизација, многу доби, можеше многу да изгуби, и дека видите стравата за сантиметри, дури за милиметри во овој случај. Според Нацев, овие случувања ќе доведат до голема промена во текот на кампањата во САД, односно нема веќе да ги гледаме нападите и негативната кампања меѓу Трамп и Џо Бајден, која одбележаа досегашната кампања. Дури и Џо Бајден, кој што имаше прилично остра риторика кон Трамп, ја намали таа риторика, дури го нарече по прво име, дека закрижен за него дека ова не треба да се дозволи да прерасне во нешто полошо, увидно отворени негови конфликти и така натаму. И самиот Трамп исто така најави дека неговиот следен говор кој што би требало, кој што тој планирал да биде еден од најбруталните, најкритичките говори, дека малку ќе го омекне, тоест не малку туку дека повеќе ќе го омекне, дека говорот ќе го насочи кон обвинување на нацијата и дека Трамп само доби по неуспешниот атентат, вели и новинарот Дејан Андоновиќ, кој долги години ја следи надворешната политика. Ми се чини дека по овој атентат, опит за атентат, исходот од изборите е веќе поизвесен во однос на периодот пред да се случи тоа, особено што по овој атентат, опит за атентат, се поизвестно е дека на Трамп му се отвара простор да биде реизбран на претседателската функција. Се разбира, ова е само му ги зголемува шансите, ќе причекаме за 3,5 месеци што ќе биде, но многумина во светот, меѓу кои еве јас сметаме дека исходот од изборите веќе е извесен. Според познавачите, рейтингот на Трамп беше повисок од на Бајден и пред атентатот, пред се поради јавните настапи на актуелниот претседател на САД, кои изобилуваа со низ гафови.